Првата суштински квалитетна енергетски ефикасна зграда, Водњанка, е веќе во градба. Овој суштински различен стамбен објект за своите идни собственици овозможува заштеда до 6000 евра, подобро здравје и поголем комфор. Според Андреј Андреев, магистар по технички науки во областа на енергетската ефикасност и дизајнер на пасивни куќи од престижниот институт за пасивни куќи во Германија, со ова се означува почетокот на новата ера во градежништвото во Македонија, односно станува збор за револуција во стамбената изградба. Се работи за прв објект во Македонија изграден по вакви стандарди. Објектот е со енергетска ефикасност од класа Б, што значи за гарантирана потрошувачка на енергија за грејење и ладење помала од 50 киловат часови по метар квадратен, додека последниот спрат е од енергетската ефикасност А+, односно така наречен пасивен објект, каде потребите за енергија за грејење и ладење се помали од 15 киловат часови по метар квадратен годишно или стрикно за овој објект околу 11 киловат часови по метар квадратен годишно. Покрај сите овие превземени мерки околу енергетската ефикасност, превземавме и многу мерки за зголемување на удобноста на животот во објектот, како што се извонредната звучна изолација помеѓу становите, добрата звучна изолација помеѓу становите по вертикала, комотни влез и лифт и многу други мерки кои што ќе се промовираат во следниот период по медиумите и во јавноста. Така, околу тие мерки еве нешто повеќе енергетска ефикасност, заштеда на енергија. Рековте дека конкуренцијата допрва ќе има полни раца работа за да ве стигне, бидејќи ова се на некој начин станови на иднината. Секогаш ќе внимаваме за удобноста на животот на луѓето во објектите. Исто нова работа која што досега не е применета во Македонија, тоа е заштитата од влијанието на подземните води врз здравјето на луѓето, која што е направена уште од под темелите со самиот почеток на изградба на објектот. Колку чини еден ваков стан, кажат? Па јас, како што кажав и на презентацијата, значи станот чини само 10% поскапо, трошоците се 3 пати помали, а здравјето нема цена. Изградбата на Водњанска е резултат на визијата и желбата да се најде решение на проблемите со кои се соочуваат луѓето во своите домови. Идните станари ќе уживаат благодарение на вградените еколошки материјали, но и поради придобивките од фенг шуи и поставеноста на елементите во становите. Фенг шуи како наука, значи токму се враќа на природата, значи на природните закони и мислам дека токму е местото овдека каде што се најдов и јас, значи во суштина и самата наука фенг шуи. Како што се говореше, Андре кажа веќе дека се превземени сите мерки околу геопатскиот стрес на земјата, што тоа утре ден ќе се одрази на самите станари, значи ќе се почувствува и се чувствува разликата, значи со примена на принципите, а тука принципите би рекла малку пошироко, значи секој има влијание. Боите, мебелот, декорот, самите материјали, значи во избор на внатрешно уредување на интериерот, каде што фенг шуи консултантот е присутен и дава своји сугестии. Пасивна куќа означува стандард, а не објект. Пасивна куќа може да биде семена куќа, колективна стамбена зграда, хотел, деловна зграда или производствен погон. Или поточно, секоја градба може да биде изградена со стандард пасивна куќа. Овозможува едноставност, одржувањето и експлоатацијата се економични и едноставни, а животниот век на објектите е околу 100 години. Материјалите се еколошки и може да се рециклираат. Тоа е исплатлива инвестиција, трошоците за енергија се исклучително мали, па од тука рокот за враќање на инвестицијата кај пасивните објекти е од 3 до 7 години. И секако за спас на планетата. Со намалување на потрошувачката на енергија се намалува емисијата на CO2 во атмосферата, а со тоа се допринесува за успорување на глобалното затоплување на планетата. Годишната потрошувачка на енергија кај пасивната куќа е и до 20 пати помала отколку кај стандардните објекти. Објектот Водњанка е лоциран под падините на Водно, а се очекува да биде готова до март 2016 година.